Дали ќе има крај на светот? Како ќе се случи тоа? Дали Библијата зборува за тоа? Дали повеќе да веруваме на оно што пишува во Светото писмо или на многу други пророци кои што зборуваат на таа тема? Второто Христово доаѓање е едно од најчестите теми во Светото писмо. Скоро секој 25 стих во Библијата зборува за второто Христово доаѓање. Апостолите имале многу прилики да слушаат од Исуса Христа за неговото второ доаѓање. Во една прилика на Масленовата гора ќе му поставуваат едно прашање. Учителе, кажи ни, кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на векот? Логички е да се очекува после овакво прашање да Исус Христос одговори со тоа што ќе го каже кој ќе биде денот, месецот и годината на неговото доаѓање. Но Исус така не им одговара. Тој почнал да ги набројува знаците на неговото доаѓање, тоест настаните кои што ќе го навестуваат скорашното негово доаѓање. Гледајте да не ве заблуди некој. Зашто мнозина ќе дојдат во мое име говорејки Јас сум Христос, и ќе заблудат мнозина. А ќе чуете за војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Зашто ќе се дигне народ против народ, и царство против царство, и ќе има глад и помор, и земјотреси на разни места. Но се тоа е само почеток на страдањата. Целта на Исусовиот одговор на прашањето на учениците не била да им даде точен датум кога тој повторно ќе дојде. Целта е била сосема друга. Тоа е запишано во Евангелието според Матеј, 24 глава, 42 стих. Затоа бдејте, зашто не знаете кога ќе дојде вашиот Господ. Што значи да се биде подготвен за второто Христово доаѓање? Главната поента на Исусовата проповед била и тоа, да бидеме подготвени во секој момент за второто Христово доаѓање, бидејќи не знаеме кој ќе биде денот и часот кога Исус Христос повторно ќе дојде. И понатаму во својата проповед тој преку параболите ни објаснува што значи да се биде подготвен. Накратко, да се биде подготвен за второто Христово доаѓање значи да живееме сосема нов живот од она што од сега го живееме. Тоа значи ако сме краделе, да прекинеме да крадеме. Ако сме вршеле прелюба, прекинеме да вршиме прелюба. Ако сме лажеле, и со тоа да завршиме. Тоа значи да ги почитуваме Божите уредби дадени во Светото писмо. Затоа е потребно да ја читаме Божјата реч. Таа е единственото мерило по кое што Бог едноставно бара да живееме. Од неја ќе дознаеме како треба да се подготвиме за второто Христово доаѓање, но исто така ќе добиеме многу други информации за неговото доаѓање. Бидејќи самиот Исус Христос кажал дека во последно време ќе се појават многу лажни Христоси, ќе има многу лажни информации за неговото доаѓање, а тоа ќе биде фалсификат со кој што дјаволот сака да ги измами многу луѓе. За да не бидеме прелажани и да имаме вистинските информации, треба да го читаме Светото писмо.